Денес на Универзитетот Гоце Делчев имаме исклучителна радост, во смисло многу сме радосни да организираме еден настан кој што е поврзан со Европската универзитетска алијанса во која што ние сме вклучени. Овој настан денес е насловен Истражувачка мисија на Универзитетот Гоце Делчев и тој е фактички настан во кој што сите универзитети во рамките на алијансата се собираат на едно место, токму тука кај нас, и заедно со нашите професори се разбира од другите универзитети и со нашите професори учествуваат во кокреација или заедничко креирање и создавање на идни едукативни активности и можности кои што во суштина ќе бидат понатаму дел од редовната настава и образовни програми во рамките и на Универзитетот Гоце Делчев, меѓутоа и во рамките на алијансата. И ова се разбира не е само можност да се разработат вакви програми, меѓутоа исто така да се воспостават понатамошни контакти, дополнителна соработка со колегите од другите универзитети и да се постават базите за она што ние го замисливме во иднина еден единствен универзитет во рамките на Европската универзитетска алијанса. Имаме, се разбира, можност и прилика, двајца колеги меѓу другото од колешката Кетрин од Техничкиот универзитет во Инголштад, која што исто така дел од алијансата во тој работен пакет на создавање на креирање на едукативни можности, и колегата Едуардо од Универзитетот Франциско де Виторија во Мадрид, така што би можеле и тие да споделат некои сознанија во врска со овој денешен настан. Денешниот настан е безбедност, темата е безбедност и сигурност за резилиентно и инклузивно општество. Идејата беше токму затоа што се соочуваме со многу предизвици во денешно време, од војната во Украина до војната сега со Палестина и така натаму, во смисла меѓународни турбуленции, така што сите земји, не само земји, држави, туку и индивидуалните лица се секој пат врзани со ризик. Дали е тоа ризик кој што доаѓа од надвор или пак се тоа ризици кои што доаѓаат внатре во смисла сигурност и безбедности од државата. Од тие причини решивме дека оваа за нас е една актуелна тема која што би сакале да ја адресираме и да ја поставиме како основа за едните едукативни активности. It's really a pleasure for me to be here in North Macedonia visiting your beautiful country. I am so excited to be able to contribute and cooperate with colleagues from 9 different universities all over Europe, and we're going to be making exciting opportunities for students to learn and come together. It's just such a wonderful experience, and we can't wait to get started. Well, I'm a cryptologist, mathematician, so I'm going to be looking at digital security. And I think this is a topic that's very important nowadays because of all the different cybersecurity issues in the world. And well, I'm very excited to be here. We will be with other professors from the different universities from the Alliance, working on developing new learning opportunities. Is your experience in the same sphere? What say, Ketran? No, I'm an electrical engineer. Yeah. And this is why I will be working on developing emergency plans for emergency for blackouts, such the one that happened in Spain a few months ago, floodings or whatever. And with the advantage here of having a professor from very different backgrounds, from arts to engineering, laws, and because of that we can make holistic approaches and covering in a very transversal way all these topics. Драго ми е прво што денес имаме можност да ги поздравиме колегите од Алијансата СТУ, кои што заедно почнуваат една многу интересна активност. Тоа се активности во кои нашата тема, како што претходно спомна, е безбедно инклузивно општество, кое што ќе ги покрие безбедноста, сигурноста на населението од сите можни аспекти, почнувајќи од проблемите кои што се геополитички, војни и слично, до дигиталната безбедност, до безбедноста од аспект на климатски промени, заштитата на средината во случај на вонредни состојби, какви што често се повеќе и повеќе имаме. Значи, еден холистички пристап во кој од сите од различен аспект ќе дадат свој допринос овие обуки, идни можности за едукација на студентите, не само на нашите студенти, туку на студентите од сите 9 универзитети, ќе овозможат
овозможат еден нов пристап во подготовка на идните кадри за справување со овие состојби. Јас навистина сум сигурен дека и Универзитетот Гоце Делчев и нашите професори и нашите студенти ќе го дадат максимумот, ќе има 2 интензивни работни дена и се надевам дека ова е само еден почеток на многу интересни активности кои што набрзо во наредните години ќе следат. Значи почнуваме од кратки обуки, недела до 2 недели, летни школи, а ултимативно би требало да завршиме со заеднички додипломски студии, односно студии на прв, втор и трет циклус, па ултимативно и еден универзитет кој што ќе биде основан во рамки на Европската унија. Нашата цел беше да бидеме ангажирани, односно да ги адресираме моменталните проблеми. Да, универзитетите генерално и целото формално образование мора да има формализиран пристап на проблемите, меѓутоа гледајќи ги проблемите кои што се повеќе и повеќе ни се наметнуваат, ние пробуваме преку овие кратки обуки, посебно преку дополнителни знаења на студентите, да ги внесеме новите моменти, освен базичните теоретски подготовки, да им дадеме нов поглед, пристап кон проблемите кои што за жал се повеќе и повеќе ги имаме, сведоци сме дека од ден на ден пак ќе кажем, од безбедносните ризици, дигиталните проблемите со прекумерната или пребрзата дигитализација, па се и безбедносните аспекти на тоа, па се до климатските промени кои едноставно станаа секојдневие во нашите животи. Првите школи од овој тип веќе се одржуваат. Нашите студенти имаа можност да бидат во Инголштад пред неколку недели, веќе почнуваат да се одржуваат, наредните мислам дека се во декември и така натаму. Значи тоа е процес кој што веќе живее и нашите студенти може да бидат дел од тие кратки обуки и така натаму, кратки школи кои потоа постепено ќе прераснуваат во формални курсеви од пред се втори, трет циклус во првата фаза, а потоа и додипломските на прв циклус. Во фаза сме на формување на едно заедничко правно лице кое што ќе биде лоцирано на територијата на Европската унија, најверојатно во Брисел. Тоа се процеси кои вклучуваат и академски и правни аспекти, поддржани се од Европската комисија интензивно и ние се надеваме дека не само што ќе бидеме равноправни, него ќе им овозможиме на нашите студенти навистина да бидат изложени на едно сосема ново ниво на знаења, квалитетно образование и европска диплома. Штип е домакин на овој настан. Меѓународната соработка на Универзитетот Гоце Делчев дефинитивно е услов за развој на нашиот град и овој настан и доаѓањето на професори од европски универзитети, преносот на знаење, навистина ќе овозможи посилни институции, можност за создавање на политики преку кои што ќе се создаде и ќе се креира едно посовремено, помодерно и поинклузивно општество. Драго ми е што во Штип ќе се врши преносот на знаење, а благодарение на членувањето на Универзитетот Гоце Делчев во Европската асоциација на европски универзитети, сум сигурен дека и во периодот кој што следи, преку тој пренос на знаење и преку заедничко учество и вмрежување ќе се создаде развој во различни сфери во општеството, во различни сегменти и сето тоа верувам дека ќе придонесе до создавање на развој во нашиот град.